Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес 9 декември 2021 година, четврток. Ајде набрзо да направиме една видео прогноза, бидејќи здравствената состојба ми е доста сложена. Имам проблеми со здравието, меѓутоа ајде ќе се потрудам да направам. На 5 декември со Костадинка Арсовска, метеоролог од УХМР, рековме дека и за време на викендот времето ќе биде врнежливо, почнувајќи од четврток. Еве тоа и се случува. Значи веќе во западните делови, потоа југозападните делови има доста густа облачност, понекаде има врнежи на снег на највисоките места, а додека на ниските места дожд. Што се однесува за времето во текот на следните часови, доцните попладневни часови, врнежите постепено од дожд ќе преминуваат и во останатите делови од државава. Ја гледаме доста сина боја. Тоа значи дека снег има она црвена боја, гледаме дека околу Солунска глава, потоа нешто кај Комоновскиот регион, Скопска, Црна Гора, Шар планина, потоа западните делови од државава, Мавровскиот, Лазарополскиот регион, доле, потоа е можно некаде во близина на Битолскиот регион, потоа снег е можно Кривопаланичкиот регион, Беровскиот регион на истокот, но тоа се места над 1200 метри и повисоките места, а реков можна некаде и Беровско, Кривопаланичко на места над 800 метри, меѓутоа тоа ќе бидат само проврнувања. Значи во поголемиот дел од државата ќе има претежно од дожд. Гледаме дека скоро во поголемиот дел од државата има доста сина боја. Вака ќе биде до во утринските часови и некаде препладнени часови во петок. Ќе дува јужен ветер, долж поврделието засилен, нема да има ниски температури, ќе бидат простични за овој период од годината, дури и топло преку денот. Утринските нема да бидат негативни, можно е некаде да има 0, минус 1 степен во Мавровскиот регион и Беровскиот регион. Што се однесува значи за утрешниот ден, тоа ќе биде до ке препладнените часови, а потоа постепено врнежите ќе престануваат. Нови врнежи се очекуваат во сабота и тоа доста повеќе. Во сабота се очекува да има снег во западните делови, каде ќе има и на пониските места. Тука и на пониските места можно е да има врнежи од снег на места и под 800 и 600 метри. Што значи дека можно е некаде и околу Прилевскиот, Битолскиот регион, потоа нешто Охридскиот регион, Охридско-Преспанскиот регион, гледаме доста црвена боја, што значи снег има и на некои пониски места. Нова снежна покривка има на места над 1200 и над места над 1800 метри. Има доста снег на тие места, а реков снежни врнежи има само на високите места и на некои пониски места. Додека, еве гледаме сина боја, има долж повеларието и југоистокот од државата. Тако ќе биде времето во сабота. Да кажам дека врнежи има и доста на истокот, снег некаде северозападот, североистокот, истокот од државата, некаде Беровско, па потоа можно околу Кочанскиот регион, Кривопланичкиот регион, но сепак еве гледаме повеќе ќе има значи во североистокот. Ова го кажувам за сабота. Тоа ќе бидат овие врнежи некаде до кај вечерните часови, за да потоа во недела во текот на пладневните и попладневни часови врнежите постепено ќе престануваат и во текот на следната недела ќе има постепено стабилизирање на времето, но пат на температурите. Ќе биде студено и преку ден и преку утринските ноќните часови, каде температурите ќе паднат и под 10 степени. Значи, можно некаде температурите во текот на следната недела утринските да паднат некаде и околу 10 и под минус 10 степени. Значи, уште наш да резимираме, времето во текот на попладневните часови постепено ќе има врнежи во поголемиот дел од државата, дожд ќе наврне и на 20 и 30 литри, сабота уште повеќе ќе има врнежи од дожд, а снег на високите места и на некои пониски места се очекува во сабота. Ете толку од Метео Велес.
Meteo. Veles.